Затоа сакав да појаснам, ајде да кажам, да укажам дека можеби во иднина ќе можеме да видиме еден поинаков дискурс, ова се однесува за сите во однос на начинот на поднесување и процесот на разгледување на амандманите, бидејќи и вие самите, како што кажувате, многу често се повторуваат и на крај се сведува на дискусија за некои слични работи, а не на... Ева, јас дури би предложила да има анонимност при поднесување на амандманите, па да не се знае кој амандман од кого е поднесен. Ниту да може да го гледаме ние, ниту никој да може да гледа, и тоа се постигнува со технологиите, намалување на пристрасноста во односење на одлуки. И тоа сметам дека ако е една идеја што може да се постигне со технологијата. Друго, бидејќи технологиите ни овозможуваат и реално гледање и собирање брзо на податоците, иако овде се работеше за препишување на бројки од амандмани во Excel табели, сакам да споделам со вас бројки дека вкупниот износ на поднесени амандмани изнесува 26 милиарди денари, од кои што околу 350 амандмани се од опозицијата во вкупен износ од 23,2 милиарди денари, останатите се од позицијата и одредени независни пратеници. Чисто ако е како бројка нешто, ако ви значи дека вкупниот износ е 26 милиарди денари и во однос на број, знаете дека имаме 393 вкупно поднесени амандмани. Ако дополнително нешто ве интересира од податоците, имам и по области како се поднесувани. Ме интересираше да видам, чисто да видиме каде најмногу се поднесувале. Најмногу амандмани има поднесено во транспортна и комунална инфраструктура, каде што всушност има и голем дел на средства и голем дел на проекти. Воедно тука е проектот за локални патишта од 70 милиони кои што ќе започне, кои што имаат добра реализација. И сепак таму има најмногу поднесени амандмани во таа област. Ви благодарам, се надевам дека ова моje излагање ќе придонесе да може да бидат прифатени од моја страна некои амандмани во однос на процесот на поднесување на амандмани. Благодарам. Ова вие, министерке, и на моето излагање објаснување или само колешката? Ви благодарам на излагањето. Можам да кажам дека ја делам со вас истата страст, истата пасија со која што зборувавте, затоа што се работи за сериозна работа, се работи за сериозен проблем. Ако претходно кога дискутирав не ја прикажав и мојата грижа, извинете ако така сум била перцепирана, бидејќи навистина темата на сите тука треба да не е јасна и не ни треба толку енергија да вложувате за да ни стане јасна колку е сериозна и колку е голема. Јас комплетно ја почитувам вашата идеја за акредитирана лабораторија. Од друга страна, би сакала да укажам дека кога се планира буџетот, Министерството за животна средина во овој момент, бидејќи по носење на буџетот ја планира програмата, дали има во овие 70 милиони кои што му беа одобрени, кои што се 20 милиони повеќе, дали има во планот и во програмата која што допрва ќе ја прави акредитирана лабораторија, јас во овој момент не знам. Меѓутоа, бидејќи вие сметате дека ова клучна идеја, јас би сакала да кажам дека не знам дали е ова типично или нетипично да се промени ако ја кажат дека амандман не е прифатен. Би сакала да кажам дека амандманот видеоизменет ќе биде прифатен во износ од 5 милиони. Со тоа што ќе има промена наместо 480 од каде што се предлага, ќе бидат од 426 средствата доделени. И би сакала сега да кажам дека одговорноста ќе ја префрлам малку и на вас, за да вие помогнете на Министерството за животна средина, за да стварно добиеме оваа акредитирана лабораторија, бидејќи се надевам дека сите тука ја разбравме значењето и се кое што го разговаравте за улогата на таа акредитирана лабораторија што ќе прави. И се надевам дека ова ќе биде прифатено добро од страна на сите пратеници. Благодарам.